Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине министер, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз ќе даде поддршката за ова задолжување, како и за наредното задолжување, кое што се однесува на изградба на две делници, кои што се од Штип до Радовиш и од Штип до Кочани, затоа што сметаме дека навистина инфраструктурата во истокот на Република Македонија, во изборната единица 3, од каде што јас доаѓам, е навистина во лоша и катастрофална состојба и дека за истата е потребно што побрзо да се изгради, да се обнови и да добијат граѓаните на истокот на Република Македонија патишта кои што ќе овозможат безбеден сообраќај за сите, а исто така ќе се создадат и предуслови за побрз развој на економијата и на размената на стоки и добра во овој дел на Република Македонија. И од тука потребата за изградба на овие патишта е неминовна, имајќи ја во предвид постојната инфраструктура, и ние како политичка партија ќе дадеме нашата поддршка за ова и за наредното задолжување за патишта за инфраструктура во Република Македонија. Меѓутоа, колеги пратеници, господине министер, не можете да избегате од одговорноста што во изминатиот период, во изминативе 10 години, приоритетите не ви беа насочени кон изградба на инфраструктурата, посебно на позначајните магистрални и регионални патишта во Република Македонија. Вие како влада имате најмалку реализација во делот на изградба на современи автопатишта, магистрални патишта и регионални патишта. Граѓаните на Република Македонија, за жал, се сведоци дека во првите години од вашето владење, или поточно во првите 8 години од вашето владење, успеавте да изградите само 7 километри автопат во делот до Табановци, од Крива Паланка до Табановци или од Куманово. И тоа беше најголемиот успех што го имавте во изминатите 8 години. И затоа што парите, проектите ги пренасочувавте во еден друг дел, кој што го нарековте проектот Скопје 2014. И овој проект, почитувани колеги пратеници, господине министер, чини неверојатни 640 милиони евра. Јас ве молам, ако се јавите за реплика, да ми кажете сите патишта во моментов што ги градите на овој ранг, колку пари чинат. Јас ве убедувам дека чинат пола од проектот Скопје 2014. Ако ги земеме и автопатиштата кои што ги градите, и ние овде долго време зборувавме во собранието за таа работа, 585 милиони евра за автопатиштата што се градат од Миладиновци до Штип и од Кичево до Охрид, ќе испадне дека кај вас приоритетите не биле навистина во делот да обезбедите квалитетна инфраструктура за граѓаните и економијата на Република Македонија. Бидејќи да беше така, прво ќе ги изградевте автопатиштата, ќе ги изградевте магистралните и регионалните патишта, а после, господине министер, колеги пратеници, ако имаше можности во буџетот, ќе го градевте проектот Скопје 2014. Јас сега овде можам да ви зборувам, ако ги имавте таквите приоритети, колку побрзо
ќе дојдеа инвеститори во источниот дел на Република Македонија или таму кај што има инфраструктура. Колку помалку жртви ќе имаше на автопатиштата поради сообраќајните незгоди кои што се случија поради лошата инфраструктура и црните точки на патиштата во Република Македонија. Колку побрзо или ќе се намалеше иселувањето на младите од Република Македонија ако имаше квалитетна инфраструктура и до одредени помали населени места. Не, вие тоа го заборавивте и целата енергија и најголем дел од парите во буџетот на Република Македонија, за жал, ги насочивте на проектот Скопје 2014. И затоа денес граѓаните на Република Македонија немаат се уште квалитетни автопатишта, немаат квалитетни регионални и магистрални патишта и на крајот на криштата и затоа владата на Република Македонија зима кредити, а веќе гледаме дека со проектот Скопје 2014, ако се сакало, тие пари можеле да бидат насочени кон изградба на патишта и ќе се избегнело земањето на кредит. Тоа е проста економска логика, господине министер, но вие за жал, не знам од кои причини, веројатно во историјата понатаму ќе се докаже, инсистиравте на проектот Скопје 2014, а не да изградите овие магистрални автопатишта и регионални патни правци во Република Македонија. И тоа ќе го носите како еден вид бреме од вашето владење, затоа што тие 640 милиони евра се пари од буџетот, без да платите камата на нив, без да се задолжувате и да ги оптоварувате идните генерации со кредити, едноставно, наместо за споменици, ќе градевте патишта. Наместо за врби во Вардар, ќе изградевте некој магистрален пат во Република Македонија. Тоа е лоша економска политика или недомакинско трошење на парите на граѓаните на Република Македонија. И нашата најголема забелешка е тука. Ние ви замеруваме зошто земате кредити, а парите од буџетот ги трошите за споменици и за фасади, и за административни згради. И што е најлошо, не престанувате. Само во буџетот за 2016 година имате една ставка: административни згради и владини објекти 110 милиони евра. Овој кредит од 64 милиони евра и наредниот, кој што се однесува за Штип Кочани, од 57 милиони евра, се точно толку колку што 2016 ќе потрошите за административни згради и згради на влада. Пак ќе ве прашам, што е поважно? Да имате убави згради, убави канцеларии, убави фотели или граѓаните да имаат безбедни патишта? Тоа само сакам да ве прашам, а не да земете кредит и да велите дека сте многу успешни, а парите од буџетот да ги давате во случајов за расходи кои што не се приоритет и кои што на долг рок не носат развој на Република Македонија. Не носат развој. Вашите згради, зградите на владата не можат да донесат дополнителна вредност за економијата на Република Македонија. Автопатот може да донесе, магистралниот пат може да донесе, регионалниот пат може да донесе развој. Вашите згради што? Носат само нови трошоци и расходи. Може да ги направите у каков сакате барок со стиропор и не знам што. Меѓутоа, верувајте, сгрешивте многу во приоритетите кои што ги правевте во изминатиот период, посебно со реализација на проектот Скопје 2014, а парите не ги насочивте во изградба на патишта. И затоа сега сме приморани да земаме кредити за да ги изградиме. Поддршката ја даваме
но сметаме дека сте воделе погрешна буџетска политика и лошо сте ги трошеле парите на граѓаните од буџетот за споменици и згради, а не за патишта. Благодарам.